Добар ден, прво издание на Дневникот на Канал Плюс. Почнуваме со најава на делот со држините. Реконструкцијата на градските улици после 15 октомври беше причина за реакција на опозицијата во Штип. Зошто се гради надвор од законскиот рок, ја прашуваат локалната власт. Студентите на Универзитетот Гоце Делчев главно се задоволни од условите за студирање. Недостигаат услови за квалитетна практична настава, велат тие. Денес е ден на македонските студенти. Штипјани ја потврдија хуманоста со учество на меморијална крводарителска акција во сеќавање на Јани Димитриев. Угледа започна собирна акција за подароци на деца во социјален ризик. Попладна во страотен пожар зафати колективен стамбен објект во центарот на Македонска Каменица. На улицата Рударска опожарена е стамбена зграда на 4 спрата. Пожарот најпрво избил на кровот од објектот, а потоа се расширил на скоро целиот објект. Територијалните противпожарни единици од Македонска Каменица и Делчево работат на локализирање на пожарот. За сега нема информации за жртви или повредени, а материјалната штета, како и причината за пожарот, ќе се утврдува дополнително. Реконструкцијата на градските улици во Штип во период по 15 октомври е проблем за штипските социјалдемократи. Денес упатија обвинување до локалната власт и градоначалникот Захариев дека не се грижи за интересите на граѓаните, туку со обнова на уличната мрежа собира предизборни поени за ВМРО ДПМНЕ. Од локалната самоуправа вела дека актуелните температури не се пречка за реконструкција на улиците. Локалната власт во Штип не се грижи за граѓаните, ниту пак работи во нивен интерес, обвини денес општинската организација на СДСМ Штип. Причината за ваквиот став на СДСМ е изведувањето на градежни активности за реконструкција на неколку градски улици после 15 октомври. Од СДСМ велат дека со ова се прекршени редица прописи и закони. Сведоци сме дека се врши интервенција на веќе реконструирани патни правци и тоа во време кога после 15 октомври се забранува секако вид на интервенција. Таков е примерот со реконструираниот патен правец кој што поминува низ Штипско Новосело и води кон излезот на Штип, за кој што беа потрошени 13 милиони денари државни пари. Затоа прашуваме, дали и кој издава дозвола за интервенција на овој патен правец во период кога се насила забраните за раскупување на сите јавни површини? Колку средства ќе бидат издвоени од општинскиот буџет за санација на шахтите за атмосферска канализација, ако се има во предвид дека од буџетот на Република Македонија веќе беа издвоени 13 милиони денари со кои што требаше да биде завршена целокупната реконструкција? Градоначалникот на Штип Илчо Захариев вака одговори на обвинувањата. За општина Штип градежната сезона трае од 1 јануари до 31 декември. Ние сме одговорна власт која за 7 месеци асфалтираше над 40 сообраќајници во вредност од над 1,3 милиони денари. Сосема е сигурно дека оваа градежна офанзива не им оди во прилог на опозиционерите. Кога граѓаните газат кал, немаат патишта, немаат водовод или имаат потреба од атмосферска канализација, за нас не е важно дали се работи во јуни или во декември. За нас е важно да се излезе во пресрет на граѓаните. Проблемот треба да се реши. Интервенцијата на атмосферската канализација во Новосело на споменатата сообраќајница е дел од севкупните активности за избегнување на можни поплави. Се чисти коритото на река Брегалница, се чистеа темелно и се прошируваа шахтите со цел да се избегне поплавување на домовите на штипјани. Според логиката на СДСМ, ако се случи дефект на водоводна мрежа или затие атмосферската канализација, треба да чекаме да дојде јуни за да го решиме проблемот на луѓето, затоа што така ги решаваа проблемите. Убедливо се поразени на последните 2 локални избори. Од општината појаснуваат дека активностите за уредување на улиците ќе продолжат се додека временските услови го дозволуваат тоа. Ние знаеме дека неодамна имавме поплави во Новосело и ние мораме да го намалиме, односно да го намалиме проблемот, да избегнеме можни последици од поплави. Исто така, шахтите се доведуваат во првобитна состојба, односно на делот каде што останале пониско при самата изведба на канализацијата,
која што впрочем била изведена во некои други времења, сега мораме да ги доведеме во ред. При реализација на улицата подигнато е нивото на самата улица и тоа беше должност на јавното претпријатие. Следуваат неколку прилози кои се израз на хуманоста во регионот. Мала радост е хуманиот проект на Универзитетот Гоце Делчев, во кој се вклучуваат вработените и студентите од УГД и младинскиот клуб од Штип. Станува збор за хумана акција со која се собираат детски играчки за новогодишни подароци за децата во социјален ризик. Ќе направиме повеќе пунктови на кои што ќе собираме детски играчки и тие ќе бидат поставени на сите објекти во Штип на Универзитетот Гоце Делчев. Значи во ректоратот, во економски факултет, во кампус 2, кампус 4, направен факултет на факултетот за образовни науки. Тие ќе бидат константни пунктови, постојано ќе бидат таму и сите кои што и од пошироката штипска јавност сакаат да донираат играчки, да споделат мала радост, ќе бидат добредојдени да ги наполнат нашите брендирани кутии со играчки со кои што понатамо ќе ги изненадиме дечињата од Штип. Значи ќе собираме играчки во соработка со студентите Универзитетот Гоце Делчев. Понатаму акцијата ќе трае до 28 декември и потоа играчките ќе се дистрибуираат на семејства кои што имаат помала економска моќ и имаат деца. И ќе се обидеме ова да го направиме можеби во други градови, ако има студенти кои што би дали идеи на кои семејства во тие други градови каде што функционира универзитетот, ќе можеме да ги донираме. Мемориална крводарителска акција во гимназијата Славчо Стоименски во Штип се реализира денес до 16 часот. Крводарителската акција е во спомен на роденденот на прирано починатиот Јани Димитриев од Штип. За време на својот, за жал, краток живот, Јани Димитриев, кој загина во сообраќајна несреќа, многу пати ја покажал својата добрина. Без знаење на родителите на сиромашни лица им подарувал од собствената гардероба. Исто така спакувана ја донирал во Црвениот крст. Дознаваме од неговата мајка. Таа истакна дека во неколку наврати, иако немал полни 18 години, дарувал крв, затоа што сакал да помогне и да спаси човечки живот. Добрината и хуманоста се карактеристиките по кои се сеќаваат и ќе се сеќаваат неговите најблиски. Јас сум една од неговите другарки, односно од неговото друштво, го знам од мал. Неговата хуманост, значи, немаше граници, тој таков беше во училиштето, таков беше со пријателите, со семејството и ние се трудиме, значи, да го продолжиме тој негов хуман дух што го имаше и да ја продолжиме неговата благодарност со тоа што организираме крводарителска акција во чест на неговиот роден ден. Во чест на хуманиот карактер на Јани Димитриев, 3-та година по неговата смрт, на денот на неговиот роден ден се организира оваа крводарителска акција. И денес оваа акција се организираше во Средното општинско училиште Славчо Стоименски, училиштето каде тој се школуваше. И голема благодарност до организаторите, секако голема благодарност и до сите хумани лица кои дојдоа и даруваат од својата крв, која секако ќе се искористи за спасување на многу животи. Акцијата е успешна, има голема заинтересираност, до крајот на денот се надевам дека ќе соберем уште многу крвни единици од сите крвни групи. На крводарителите ќе им дадеме пакетчиња, односно и благодарници за својата хуманост. Многу млади луѓе откако дознале се одзваа на крводарителската акција. Прв пат даруваш крв? Прв пат дарувам. Која беше мотивацијата, зашто? Тоа што има акција и сакам да дарувам. Ќе продолжиш ли понатаму? Мислам дека ќе продолжам. По кој пат дарувате крв? По четврти пат беше. Која беше мотивацијата ден? Па мотивација гледам дека има хуманитарна акција по повод дечкото како се викаше, не текнува шо. Затоа даде за дан, и онака дам секогаш во годината 2 пати. Прв пат учествуваш на оваа акција во чест на Јани? Во чест на Јани, да, прв пат. Која беше целта и мотивацијата? Па да помогнеме да спасиме човечки живот, и во чест на крводарителот Јани кој што трагично загина. Кон акцијата се вклучија и другарите на Јани Димитриев кои секоја година го одбележуваат овој за нив значаен ден, родениот ден на нивниот незаборавен другар. Со крводарителската акција собрани се околу 80 единици крв, кои ќе спасат многу животи, а со цел да се предизвика дополнителна радост и насмевка кај некое семејство од социјален ризик, вечерва во едно од кафулињата во Штип ќе се организира донаторска забава. Со парите кои ќе бидат собрани ќе се купи подарок кој ќе донесе искрена среќа кај некои деца.
Истата акција била одржана и минатата година, по која од собраните парични средства бил купен лаптоп и подарен на дете чии родители не можеле да си го дозволат тоа. Да се сеќаваат на Јани Димитриев и после неговата смрт да продолжи неговата добрина. Со цел да го поддржи лекувањето на Ленче Манова, општина Кочани организира хуманитарен концерт на македонската етногрупа Монистра. Концертот ќе се одржи вечерва во 20 часот во Центарот за култура Бели Мугри. Билетите по цена од 150 динари веќе се пуштени во продажба, а општина Кочани ги повикува граѓаните да ја покажат хуманоста и со присуство на вечерашниот концерт да помогнат во лекувањето на младата кочанчанка Ленче Манова. Организацијата на жените социјалдемократи од Штип го финишираат проектот 16 дена женски активизам. Денес на детското оделение во клиничката болница во Штип донираа постелнина, а на оделението за ортопедија донираа инвалидска количка. Со донација во клиничка болница во Штип форумот на жени од СДСМ ги одбележа 16 дена женски активизам. Овие активности се дел од кампањата Сина Панделка за елиминација на насилството врз жените. Имаме хуманитарна донација на детско оделение, постелина, која што сметаме дека секогаш е неопходна за било кој оделение во болницата, а посебно за детско оделение, како и инвалидска количка која што ќе ја донираме на оделението ортопедија. Се надевам дека никогаш нема да престанеме да соработуваме со здравствените установи во смисол на хуманитарен дел активности, дека секош ќе бидеме во својство на дечињата и на сите оние на кои што им е потребна помош. Секоја донација е од големо значење за нас и дечињата, кои во моментот се наоѓаат на детското оделение, истакна раководителот Марина Гацова. Прекрасни се овие моменти кога некој ќе се сети на болните дечиња од детското оделение и особено ваквите гестови се имаат поголема тежина доколку доаѓаат од срце. Бидејќи овие постелнинки со мотиви детски се изработени од мајките кои се вработени во нашиот град, во тој случај посебна благодарност до нив од името на болните дечиња на детското оделение и од персоналот на детско оделение. Форумот на жени на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, кампањата Сина Панделка, 16 дена женски активизам, утре во Скопје ќе ја финализира со завршна конференција на тема Визија за Македонија, ратификација на Конвенцијата за заштита од сите форми на насилство врз жените, позната како Истанбулска конвенција. 11 декември е ден на македонските студенти. Универзитетот Гоце Делчев со неколку манифестации вчера го одбележа денот, а денес ги запрашавме студентите на УГД што е потребно за да се подигне квалитетот на студентскиот живот. Студентите се движечка сила во општеството. Тие се еден од клучните фактори за развојот на образованието, културата, економијата и секако социјалниот живот во една држава. Денес е ден на македонските студенти. Студентите представуваат едно од клучните тела во самиот Совет на млади. Еве заедно со нив досега организиравме многобројни настани, многобројни активности кои пред се го подобриат животот на студентите во општина Штип, не само Штип, туку на сите студенти кои што се дел од Универзитетот Гоце Делчев во Штип и дел од самата општина. Еве по нивна иницијатива организиравме школа по англиски јазик која што заврши минатиот месец и по нивна иницијатива поточно од студентите од Електротехнички факултет организиравме дискусии и предавања со професори од Универзитетот Гоце Делчев во Штип, а еве ова година спремаме и план за работа каде што студентите имаат клучна улога во креирањето на активностите за младите пред се во самата општина. Советот на млади во Штип брои над 500 млади, од кои поголемиот дел се студенти и имаат клучната улога во работата на Советот, но и во организирањето на активности и комуникација со останатите сектори во општеството. А што е она што им недостига на студентите во Штип? Знаете ли дека денес е македонскиот ден на студентите? Знаеме, да. Што ви фали вам како студент за да биде подобро студирањето? Камера. Камера искрено ми фале. Добро. На кој факултет сте? На Филмска академија. Зошто камера? Немате кога одите на пракса или не знам? Немаме доволно средства да си ја платиме. А ви е потребно? Секако дека да. Филмска академија без камера не бива. Што мислите? Зошто нема? Зашо нема доволно ресурси финансиски. Добро, освен камера, друго? Друго, да не плаќаме високи партиципации и цените си измислени за дополнителните трошоци.
Знаете ли дека денес е македонски ден на студентите? Да, знам. Што вам ви недостасува како студент? Па, освен опрема што ни фали на факултет, ништо посебно. Дали имате некои други замерки во однос на студирањето? Не, професорите се супер, предавањата се одлични, секој ден имаме предавања. На кој факултет? Доколку направиме споредба од порано и како е сега, еве што вели председателката на Совет на млади како поранешен студент. Можностите кои што ги имат денеска студентите се многу поголеми и во времето јас кога бев студент, а многу повише пред 10 години каде што студентите беа многу повише ограничени. Еве, ќе ја спомнам само Еразмус Плюс програмата која што представува програма достапна до сите студенти и со таа програма студентите можат да бидат дел од различни универзитети во Европа па и во светот да учествуваат на различни пракси, волонтерска работа. Секоја година студентите имат можност за пракса во различни институции надвор од Македонија и ваквите можности кои што се дадени моментално студентите се огромни и значи тоа е огромна предност за секој млад амбициозен човек кој што сака да напредува во животот и сигурно сум дека сите тие можности ќе бидат добродојдени на студентите и ќе знаат самите да ги искористат. Како дел од одбележувањето на овој ден, Универзитетот Гоце Делчев вчера ја одржа манифестацијата Студентски приказни, која за прв пат се организираше на УГД. Покрај презентацијата на студентите беше промовиран и новиот портал на УГД кој е посветен на наука. Со следниот прилог одиме во Виница. Концесионерството на топлите води во село Истибање и проекциите на нацрт буџетот беа фокус на темите за кои дискутираше Советот на општина Виница на последната седница. По барање на собственикот на хотел Шагал Петра Ангелов, Советот на општина Виница по втор пат расправаше околу актуелниот концесионер на топлите води кај село Истибања. На негова иницијатива беа покренати повеќе барања до надлежните институции за утврдување на законитоста во постапката за концесионерство и висината на надоместокот кој треба да го добива општината. Дали сумата од 1.103.000 денари, од кои 80% одат во општинската каса, а само 20% одат во државата, а која ја плаќа концесионерот Зиг Брегалница на годишно ниво, е реална или не? Досегашните одговори од надлежните органи, меѓу кои последниот беше од Државниот инспекторат за техничка инспекција, не ги задоволија барањата на Советот и на иницијаторот. Според дел од советниците, имајќи го во предвид капацитетот на изворот од 65 литри во секунда топла вода, сметат дека општината треба да инкасира годишно околу 280 до 300.000 евра, а не 12.000 евра како досега. Советот побара при следниот инспекцијски надзор, кој треба да утврди колку вода дневно троши концесионерот, да биде присутна и комисија од Советот во придружба на стручни лица. Домашната компанија Провидент Фудс Груп, која преработува околу 500 тони црвени пиперки, бара подршка од Советот, општината да покрене иницијатива до Министерството за земјоделство за издавање под закуп на државно земјоделско земјиште со површина од 8 хектари, на кое истата фирма најавува изградба на преработувачки капацитет со откупен центар кој ќе вработи 120 луѓе и ќе има 500 кооперанти. Носителот на целиот проект Идеја Агро Доел вели дека имаат најдено партнери од Русија и е договорено производство во вредност од 5 милиони долари. Советот даде едногласна подршка на целиот проект, но првите чекори во реализација на истиот ќе мора да ги преземе подрачната единица на Министерството за земјоделство. На денешната седница советниците пред освојување на нацрт буџетот ги прифатија сите програми на спортските и други издруженија, чија финансиска тежина ја заокружија на сума од 2 милиони денари, од кои најголем дел 1.200.000 денари ќе одат за подршка на спортските клубови, најмногу за Слога 1934 во висина од 1 милион денари. Овие средства кои беа одобрени ќе го надополнат нацрт буџетот кој е проектиран на 263.842.000 денари, од кои само основен буџет е 108.300.000 денари. Со 9 гласа за и 6 против беше усвоен нацрт буџетот, пошто ќе следува јавна расправа со местните заедници, со бизнис заедницата и со невладиниот сектор на 16, 17 и 18 декември. Советот ја усвои и програмата за свечен дочек на новата 2016 година. 20 жени на возраст од 16 до 49 години беа фатени во проектот на Министерството за здравство на Република Македонија за заштита на жените во репродуктивниот период во селата Мачево и во Будинарци, Бировско. На 10 декември мобилната гинеколошка ординација беше поставена во овие села, при што се извршија повеќе активности како советување за безбедна бременост, за избор на матичен гинеколог, советување за планирање на семејството, преглед со ехо како и пап тест. Проектот
Проектот го спроведува Министерството за здравство во соработка со општата болница Кочани и невладината организација ХЕРА, а приоритет имаат невработените жени и приматели на социјална помош. Со доделување на наградите за најдобрите поети, синоќа заврши Делчевската поетска манифестација во Апцарови бранувања. Манифестацијата ја организираше Националната установа Центар за култура Никола Јонков Апцаров. Со поетски перформанс на учениците од двете основни училишта од Делчево, синоќа заврши Делчевската поетска манифестација во Апцарови бранувања, што секоја година традиционално во месец декември ја одржува Националната установа Центар за култура Никола Јонков Апцаров во чест на својот патрон и голем македонски писател Никола Јонков Апцаров. Оваа година ги имавме најубавите песни, значи децата се гледа дека творат, дека имаат основа која што ја добиле во основните училишта. Се надевам дека ние со тоа што ги откриваме малите таленти, тие ќе добијат шанса да учествуваат уште на многу вакви поетски манифестации и својата креативност да ја збогатат и да станат еден ден писатели и поети во права смисла на зборот со своји пишани книги. Воедно на синокешната трета вечер од манифестацијата, организаторот ги прогласи најдобрите поети и поетеси кои со своји творби на тема Вапцаров и Македонија учествуваа на конкурсот и се представија на манифестацијата. Јас ја добив првата награда и многу сум среќна поради тоа. Сакам само да ги поздравам мојата менторка Маријана Стојменовска и мојата поранешна наставничка Елизабета Џеберска, бидејќи тие го дадоа целиот свој труд и вложија во нас многу емоции и се потрудија ние да бидеме повеќе емотивни и да пишуваме песни. Јас пишував песна на тема Ја љубам својата земја и добив прва награда. Мотивот за да ја напишам песната беше љубовта кон мојата татковина и секако конкурсот кој беше распишен по повод Вапцаровите бранувања. Јас сум Ана Накиева, пишував на конкурсот Вапцарови бранувања, го освоив првото место на тема Мојата татковина и сум задоволна со наградата. Првото место во категоријата пето оделение им припадна на Дамјан Маневски и Теодора Теодоровска. Во категоријата шесто и седмо оделение најдобри беа Елена Ангелова и Викторија Костадиновска и Верица Ѓоргиевска и Јана Анакиева ги напишаа најдобрите творби во категоријата осмо и девето оделение. При воздушен напад на меѓународната коалиција предводена од САД на територијата на Ирак, загина министерот за финансии на терористичката група Исламска држава и уште двајца нејзини лидери, изјави потпаролот на Пентагон, полковник Стив Борен. Тој посочи дека во нападите извршени во последните неколку недели убиен е Абу Салах, одговорен за финансиските операции на Исламската држава. Европската комисија ги прекори Хрватска, Грција и Италија дека не се доволно ефикасни во собирањето дигитални отпечатоци од кандидатите за азил и нелегалните мигранти кои пристигнуваат на нивна територија, пренесоа француските медиуми. Европската комисија смета дека трите земји не ги применуваат правилно врските за земање отпечатоци од кандидатите за азил и од нелегалните мигранти. Полицијата во Женева денеска го зголеми степенот на тревога и трага по осомничените лица, кои се посочени од швајцарските власти за наводна поврзаност со нападите во Париз, извршени на 13 ноември. Врз основа на добиената информација, полицијата во градот, кој се наоѓа во близина на француската граница, ја зајакна безбедноста и распореди поголем број полицајци. Штип како град на борењето ќе добие сала за боречки вештини. Ова ќе биде проект кој ќе биде реализиран во најскоро време. Според деталниот урбанистички план, локацијата на салата ќе биде веднаш до бањата Кежовица. Да, заедно со Боречката федерација на Македонија договорим во Штип да се направи сала за боречки спортови. Штип е град на борењето. Локација според нашиот детални урбанистички план имаме токму овде. И овде е многу битно што тие сака да направат еден сегмент кој ќе биде практично како сауни, нели,
бањи некои ќе направат, тука се и топлите води и мислам дека тоа е одлична работа. Финансиските средства треба да ги обезбеди Борешката федерација и Меѓународна федерација за борешки спортови. Општината го дава простор, значи бесплатно, и мислам дека тоа би било нешто добро. Јас се надевам дека наскоро ќе отпочнеме и со изградба на тој простор. Финансиските средства за овој проект ќе бидат обезбедени од Боречката федерација на Македонија и Меѓународната федерација за боречки спортови, додека општина Штип бесплатно ќе го додели просторот. Се одигра во онредното коло во М16 машката и женската кошаркарска лига на Македонија. Во машка конкуренција екипата на Баскеткам славеше убедлива победа од 106-35 над екипата на Куманово од 2009. Девојчињата пак се поразени на гостувањето кај Гостивар со резултат 53-46. Во женска конкуренција надпреварите продолжуваат на 19 декември, надпревари во кои Баскеткам на домашен терен ќе го пречека тимот на Бадел. Оние пак во машка конкуренција во М16 лигата, својот надпревар ќе го одиграат на 12 декември. Во спортската сала во Македонска Каменица, тимот на Баскеткам ќе го угости тимот на Фени Индустри. Исто така на 12 декември свој надпревар ќе одиграат и младинците до 14 годишна возраст. Во оваа конкуренција тимот на Баскеткам Рудник Саса на домашен терен ќе се сретне со тимот на Водњански Лисици. Во рамките на седмото коло во првата државна одбојкарска лига ќе се одигра надпреварот меѓу екипите на одбојкарскиот клуб Пробиштип Весна Акумулатори и лидерот на табелата Струмица. Надпреварот е закажан за 13 часот со директен пренос на македонската телевизија. Утре од 13 часот во нашата сала Софија Петровска во Пробиштип ќе се одигра дерби надпреварот од седмото коло од првата македонска одбојкарска лига. Очекуваме пред се добар надпревар. Тоа секогаш е дерби надпревар во овие 2-3 сезони кога играме ние со Струмица. Тие се апсолутни фаворити, меѓутоа ние ќе се обидеме да и прекосиме на домашен терен и се надеваме дека овој пат среќата ќе биде на наша страна и сепак ќе забележиме победа. Така, секако, значи, нашиот апетит во овој момент е втората позиција на табелата, да престигнеме екипата на Шутова од Кичево. Се надеваме на такво нешто, ќе играме на домашен терен против нив, па натаму во разигрувањето со евентуални засилувања во вториот дел од сезоната со неколку играчи, се надеваме дека ќе се вклучиме во битката за шампионската титула. Инаку во овој момент Струмица, во како што стојат работите, е на добар пат за освојување на шампионска титула. До крајот на првиот дел од сезоната преостанува уште едно коло, односно 8-то коло, со што завршува оваа сезона. Овие информациите кои ги подготвивме за ова издание на Дневникот. Следниот Дневник е во 20 часот. До тогаш пријатно.